25-годишниот милионер Дрин Ахмети го купил трговскиот центар Соравие во срцето на Скопје, ама благодарение на своите предприемачки способности, а не поради семејните односи со Али Ахмети, внукот на лидерот на ДУИ кој заедно со неговите бизнис партнери зборуваше за големата инвестиција во центарот на Скопје и кажа дека е горд на неговиот вујко за кого вели дека му бил инспирација во животот. Mr. Ahmed is my uncle and God bless him. He's been a motivation through all my life because he's just, he's fair. He helped keep this country today. The lady asked me, do you speak Macedonian? We wouldn't have Macedonia today if we followed Ljupča Georgievski's splitting of the country. Ali Ahmeti didn't sign on that and you guys do not cherish him enough for that, but that's okay. Внукот на Али Ахмети ќе има 39% од Соравија. Ниту тој, ниту пак стариот собственик од Виена не ја открија сумата за која го купиле ултралуксузниот деловен објект. Вела дека тоа било доверлива информација. Задоволен сум што најдов партнери од вашата држава. Имав можност да го сретнам Дрин. Ни ги кажа своите идеи. Има силни компании во заднина. Мојот тим стекна доверба во него и во неговата компанија во следните години. Дрин е млад човек што гледа во иднината. Дрин Ахмети рече дека неговата компанија Топ Индустрија албанската Певлаку го преземаат објектот со отплаќање на долгот што го има оваа компанија од 20 милиони евра. Според пресметките, деловниот центар вреди околу 31 милион евра. Кредитот кој го подигнавме во висина од 6 милиони евра од албанската банка Крединсбанк за да ја купиме Соравија е на име на господинот Пјетро Џокај. Тој таму е акционер и има добра репутација. Затоа банката лесно му го одобри задолжувањето. Партнерот на младиот милионер Ахмети, кој поседува 51% од акциите во Соравија, се пофали дека како бизнисмен работел во земјите од регионот со милионски проекти. Со внукот на Али Ахмети се знаел неколку години и вели дека не гледа проблем што е дел од семејството на лидерот на ДУИ. Со Дрин се познавам 4 години и за ова време тој е дел од активностите на моите бизниси во Италија. А за тоа дали му е внук на Али Ахмети? Би рекол дека секој е нечив внук, а наскоро ќе вложувам во уште еден проект во Македонија. Мнозинскиот собственик наведе дека во Македонија со Певлаку претходно учествувал на повеќе тендери, вклучувајќи го и големиот проект Скопје-Блаце, но вели дека никогаш досега не победил, иако секогаш, како што рече, нудел најниска цена.